Елис Стефаник влезе во Конгресот во 2014 година на 30 годишна возраст, како умерена републиканка, представувајќи голема главно рурална област во северниот дел на сојузната држава Њу Јорк. She initially was not particularly a President Trump supporter. Таа првично не беше поддржувач на председателот Трамп. Таа стана таква, напредуваше во редовите на партиското раководство во Конгресот, така што сега, додека не даде оставка, е председавачка со Републиканската конференција. Како председавачка со конференцијата од 2021 година, таа е четврти по ранг републиканец во представничкиот дом. She did not attend the Republican convention. Таа не присуствуваше на Републиканската конвенција во Кливленд во 2016 година и навистина дури по неговиот избор и неговата доминација, особено меѓу конзервативците, таа стана, како што рече, ултрамага. За Стефаник тоа значеше да го брани Трамп за време на постапките за неговиот импичмент, неговите тврдења дека изборите во 2020 година биле украдени, како и да биде силен сурогат во кампањата. She is smart. Таа е паметна, таа е многу вредна работничка, таа е исклучително ефикасна. Стефаник стана позната за време на конгресните сослушувања, на кои таа го оспори справувањето со пропалестинските протести во некои универзитетски кампуси. Тројца истакнати универзитетски председатели се повлекоа по сослушувањата. So, the answer is yes. Значи, одговорот е да, дека повикувањето на геноцид врз евреите го прекршува кодексот на однесување на Харвард, нели? Again. Повторно, зависи од контекстот. Does not depend on Не зависи од контекстот. Одговорот е да, и затоа треба да поднесете оставка. Овие се неприфатливи одговори. Во мај таа изрази цврста поддршка за Израел во изјавите пред израелскиот Кнесет и доби значителен придонес во кампањата од произраелски лоби и поединци. Трамп ја најави Стефаник како еден од неговите први избраници во кабинетот само 5 дена по изборите. Таа ќе дојде во Обединетите нации со ограничено искуство во надворешната политика, додека Светската организација се занимава со војните во Украина, Газа и Судан, зголемена глобална глад, климатските промени и низ за други кризи. I think that it's probable that Мислам дека е веројатно откако ќе стане амбасадорка Елис Стефаник да биде фокусирана на Блискиот Исток. Можеби ќе треба да се фокусира на Украина и се чини веројатно, со оглед на незините минати изјави, дека ќе биде многу критички ориентирана кон Кина. Во неговиот прв мандат, Трамп ги намали стотиците милиони долари американско финансирање за неколку агенции на Обединетите нации. Овој пат, организацијата прави планови за вонредни ситуации со многу поголеми кратења. Во меѓувреме, Елис Стефаник ќе се најде на нова меѓународна сцена.